Почитувани граѓани, почитувани новинари, задоволство е денеска на 7 април, денот на здравието. Пред се да го честитам на сите колеги, на сите здравствени работници. Ден кога одаваме признание на успесите на здравствените работници и наши соработници. Ден кога ја покриваме свеста за подобро здравје помеѓу граѓаните. Честа е исто така голема за можноста што денеска ја имам да зборувам на една мала трибина со студентите од медицинските факултети, стоматолошките и фармацевските факултети во нашата држава на една многу сериозна тема – иднината на медицината во рацете на младината. Ке зборуваме за нивните потреби во текот на студирањето, можности за нивното специализирање, градење кариера, усовршување во нашата држава, но најзначајно е потребата на нашата држава од нив, нивната идна експертиза, знаење и професионализам за унапредување на нашето здравство. Ке споделиме искуства лични, јас и колегите со кои ќе ја држиме денеска оваа трибина, 25 годишно искуство клиничко, кариера која е изградена во нашата држава, можностите кои сум ги стекнала, научила и споделила од текот на моите престои и работење во странство, но и пандемиската криза која беше справување со едно големо непознато, со едно големо незнам. Тоа беше школа од нашите професори, од нашите учители во нашата држава, на нашите медицински факултети. Значајно е да кажеме дека пандемијата со COVID ги помести приоритетите кои беа планирани. Непознатото направи голема мешаница во најбитното и најзначајното што во тој момент требаше да се спроведе. Но и покрај тоа, успеавме да реализираме значајни проекти. Рекорден број на болници и здравствени институции се реконструирани или изградени од почеток. Практично безмалку целиот клинички кампус, хируршките болници, клиники или операциони сали, да не ги набројувам безмалку сите, интернистичкиот блок, болниците низ државата. Ке се сложите со мене, убавите болници не лекуваат, не даваат лек. Тоа се само услови каде што може да добиете професионално здравство. Обезбедивме најмодерни лекови за многу болести кои претходно не ги ни лекувавме. Планот за иднина е да секој модерен лек го добие секој на кој му е потребен, без ограничување и лимитирање на нивните бројки. Добро здравство не може да има ако немаме болници, ако немаме лекови, но ако немаме и мотивирани здравствени работници на секое ниво во нивниот ангажман во текот на лекувањето на еден пациент. Планот на веќе постигнатиот и покачен стандард на здравствениот работник е да во наредните 4 години обезбедиме уште повисоки плати за здравствените работници, специјалистите во терцијарното здравство да имаат плата до 180.000 денари, во секундарното 140, матичните 120, високообразованите медицински сестри 90, а медицинските сестри со средно медицинско образование до 60.000 денари. Се разбира дека и ова не е доволно. Не можеме да постигнеме ништо ако капацитетите на нашата стручност не ги оплодуваме и размножуваме секојдневно. Предолг период беше на неразмислување и непланско реализирање на специјализации во нашата држава. Минатиот период обезбедивме 1000 специјализации. Наредните 4 години планот е да има уште 1000 специјализации кои ќе бидат платени и обезбедени од државата. Мора да се обезбеди консултација и евалуација на нашето знаење и надвор. Критериумите за нашето знаење стекнато мора да бидат високи. Верувам дека пред нас стои сериозна битка на реализација на амбициозен план, но нема откажување.
Патеката кон европското здравство е отпочната, патот е тргнат и ние мораме да одиме до највисоките критериуми за европско здравје. Почитувани колеги, честит 7 април уште еднашка и ви пожелувам уште многу успеси во наредниот период. Ви благодарам.